Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите од јавниот живот отвораат душа. А денес имаме една вистинска звезда од македонската естрада. Ако кажам дамата која важи за македонска поп дива, веројатно на сите веднаш ќе ви биде јасно за кого се работи. Но се работи за веројатно најмоќниот и најсупериорниот вокал кој последниве децении го имала Македонија и не само Македонија. Многумина во регионот баш и не можат да се пофалат дека имаат такво пеачиште. Се работи за дамата која со своите хитови, со своите ноти и со вкупниот свој сценски настап, колку и да ви изгледа црно и бело светот околу себе, знае да го обои со најубавите бои на музиката, со нотите кои го растреперуваат срцето и ја возвишуваат душата. Дамата која е веројатно единствената која надвор од Македонија знае да го затресе и регионот со своите фантастични концертни настапи и во најголемите сали и во најголемите градови од некогашна Југославија како Белград или Загреб, за останатите и да не зборуваме. Дамата која има што да каже и покаже, ама не само со своите песни и својата музика, туку со својата една и единствена харизма која тешко дека некој може да ја поседува ни во многу помлади години, а камоли која ќе дојде во некоја возраст како мојата, да речеме. Драги мои, денес имам особено задоволство и чест да ја најавам нашата најмила една и единствена Калиопи Букле во Ништо лично. Добре ни дојде. Добре те најдов. И навистина сега можам само да си замирам после оваа најава. После најавите си станува да си одам. Ти благодарам, Антонија. Значи, се знаеме многу долго. Ама не искрено, стварно. Ова е лично. Да, и токму заради тоа твоите зборови не се само зборови, туку нешто што го примам вистински со срце и душа, затоа што и ја ценам твојата работа и труд уште од времето на македонската радио телевизија, кога се поставија некои други стандарди во да кажам музичките шоу, емисии, кога навистински живееше македонската музика и на ТВ екраните, благодарејќи вам. И она што многу ме израдува со овој подкаст е што токму ти, си се решил да направиш еден ваков подкаст. На стари години. Само кажи ми што е ова ништо лично, затоа што значи тоа ништо лично, не смеам да си кажам тука. Не, тоа значи дека се што сакам да те прашам и се што ќе ми кажеш него сваќај лично. Добро, сега разбрав. Свати го професионално. Готово. И пријателски. Не, секако. Добро. Иако има многу што да прашам. Кога сме кај зборувањето и пеењето и има ли вистина од тоа дека прво си пропеала, а потоа си проговорила и на крај проводела? Да, има вистина. Се сеќавам кога мојот папу Маќа, ние власите така ги нарекуваме дедовците, таткото на мојот татко, Томо Букле, кој што имаше свој фотографски салон во Кичево, многу познат и еснав голем. Беше многу болен, јас немав ни 2 години, 2,5 години, ама сеќавам точно, тој лежеше во неговата болничка постела дома, а мене ќе ме седнеа кај него на стомак само за да му пеам и тоа најмногу го развеселуваше и се сеќавам дека прво нешто што запев, тоест следев по мелодија, зборовите нормално не личеа на ништо, беше македонско девојче од Јонче Христовски. И токму и затоа денеска на моите концерти ја изведувам во свој аранжман, свој начин. Македонско девојче стана како, да кажам, обавезен дел од мојот репертоар на концертите. Не само тоа, некоја необавезна македонска фолк химна или како? Апсолутно, се што тој човек напишал е дефинитивно химнично и не само кај нас популарно. Антологија, дефинитивно. Така. Ајде да одиме вака, новинарски што од последните работи се првите кои ќе го отвориш текстот во некој портал или вестници, веќе речи си да нема. Златна бубамара, 3 награди. Една за пеачка на годината, друга за концерт на годината, трета за што беше? Албум. Албум на годината, така е. Сега, сакам да те прашам 2 работи. Прво, кажи ми,
не успеали помладите да заслужат парче од тие три, па сите отидоа кај тебе, тоа е првата работа. Одговори ми, па ќе те прашам Одма. втората. Види, не знам дали сега во твоето прашање, јас треба да поставам под прашање, па зарем нема доволно време младите и сите овие години кога јас бев надвор, има тотален простор и да освојат многу награди. Јас дури и одамна, некаде на Бубамара беше, кога реков, пуштате им простор, дајте им ги наградите на младите и јас кинисав по некој друг пат надвор, бев повеќе дома, оставив простор и тоа како голем простор и во тој простор сега те прашам што се случи во меѓувреме, за да јас не можам да дојдам пак назад. Јас имав потреба и чувство дека треба да се вратам на сцената со нешто големо и ново. И кога Бубамара реши да тоа го награди, јас реков да, време му е да биде наградено, бидејќи е вложено толку многу труд и толку многу инвестиција во сето тоа. Убаво е заради публиката. Јас наградите не ги примам лично. Јас дури ги посветив сите три награди. Едната е на Ромео, затоа што Ромео дефинитивно е најзаслужен за тој албум, бидејќи авторски делимично најмногу негов, продукциски. И да, моите се македонските текстови се само мои на тој албум и мојот глас кој што секако им дава печат на песните. Без тоа ништо. И без песните печат не е ништо, така да тоа е се взаемно. Ама што е важно, кога слушнав за наградата за концерт на годината, прва мисла што ми беше, тоа не е моја награда, тоа е награда на публиката, која истата таа вечер, кога имаше толку многу случувања во Скопје и самиот знаеш. Паралелка со Карлеуша, за речеме. Не само Карлеуша, и Саша Ковачевиќ беше во таа вечер, и Джез фестивалот, и уште многу други случувања паралелно. Самата публика беше воодушевена од нив самите, затоа што кога секој еден човек присутен во арената Борис Трајковски, виде дека арената е полна до последно место, и не само тоа, таа атмосфера која што владееше во салата, и тој податок кој што вели дека ниту еден човек не станал во тие 2,5-3 часа, не се поместил од своето место и не го напуштил, туку бил апсолутно инволвиран во села таа случување на концертот. За мене таа награда е нивна, не е моја. Нормално и на мојот бенд, оние луѓе кои што работеле на тој концерт, на сценска техника, организација, нели, прагма продукција се тука. И тоа се стотици луѓе кои што работат на тој проект. Јас сум само една од нив. И она што е најважно е дека таа... Добро, ти си златна талка во Синџирот. Ако ме прашаш сега на што се сеќавам од тој концерт, само на 3 моменти ги памтам вака. Толку бев возбудена. Ќе дојдеме и до концертот, ама сега да те прашам за Бубамара уште нешто. Многу ми пријат Бубамарите, да ти кажам, во моментот и некако ме подмладија и си реков, Калиопи, зошто ти мораш некому да отстапуваш место, секој треба местото да го земе свое, кое да што е. И не само тоа, него јас секогаш сум рекла, секој млад уметник секогаш може да чукне на мојата врата за се што можам да помогнам. И како умење, и како знаење индивидуа во овој свет, во шоу бизнесот. А муабетите од Калиопи не можеме наред да дојдеме? А како јас дојдов наред покрај толку силна конкуренција на еден голем 20 милионски пазар во времето на Југославија. Ние кога се појавивме со група Калиопи, 84 година, ајде кажем и колку звезди имаше во тоа време, тоа какви звезди во Југославија, ние го најдовме нашето место, ние го најдовме нашето парче под небото. Затоа што сега ќе ти кажам една многу интересна случка. Заврши Бубамара. За година зборувам. Да, оваа година заврши Бубамара и јас... Прв пат го кажеш и нигде. Прв пат и нигде. Ти рече 3 работи. Еве сега ќе ти ја кажам оваа работа. Се спремавме да излеземе од Борис Трајковски салата и целата моја екипа која што беше тука, и во еден момент доаѓа Муарем Сербезовски со сопругата и вели, мојата сопруга многу те сака и тука си возвративме едни на други. Убави зборови, во еден момент доаѓа Зорица Попанкова, легенда на нашата шлагер музика. И сега една Зорица Попанкова
на мене ми се обраќа со пиетети и епитети кои што ја викам не. Треба да е обратно прилика. Не, јас од мене запрев и викам не, момент. Пред вас, вие сте моето минато, вие сте оние од кои што јас сум учела, на кои што јас сум им се восхитувала. Не можам јас да бидам дива пред вас. И жената застана и рече, затоа си ти тоа што си. Значи, секогаш почит кон оној кој бил пред Го тебе. прават ли младите тоа кон тебе? Зборувам за пејачи, за... Прашај ги кога ќе ти дојдат у подкаст. Не, ти Некогаш пришол ли? не велат ни добар ден. Да? Па нормално, како не. А има такви кои што се бескрајно. Јас веднаш го чувствувам тоа кај одредени индивидуи, кои што се Таа вистински, енергија, тие кои што се вистински во овој свет, музичкиот свет, кои што имаат кои што веруваат во себе и знаат зошто се тука, тие секогаш ќе искажат почит и ама немам ја проблем со тоа, Антонио. Немам воопшто проблем, бидејќи ги разбирам. И младите, тие живеат во едно друго време, кое што не изобилува со толку многу емоции, искажување на емоции како што било во нашето време. Прагматични се отколку емотивни. Ке ни се Попрактични. тече брзо. Ама јас ги разбирам. И дури има работи кои што од нив ги учам. И ги имплементирам во моето сегашно живење. Тоа ми се допаѓа. Сега сакам да те прашам околу исто наградите. Јас спомна оваа Да. третата награда за албум на годината и мора да признам уште кој излезе албумот, знаеш дека и мојата критика напишана беше дека Да. можеби еден од најдобрите кои сум Да, ги преслушал. дефинитивно. Но ако е нешто забележливо, Добро. е тоа дека ако еден албум добива награда за албум годината, а изведувачот излегува на сцена да ја прими наградата, меѓу другото и за тоа, покрај Добро. другите две, има свој перформанс, а ниту една отпеана песна од албумот на Е, годината. тука те чекав. Ја не знам кај ме чекаш, ама Те чекав на аголот. Те чекам јас тебе стално на аголот. Знам, ама чекаше и публиката да речеме да слушне една Ела која е по мене да речеме еден од твоите најголеми хитови, па можеби од не знам од кога. Ако добиеш Ела награда за хит на година, ќе ја пеев Ела. Ама овие мојот песни што ги перформанс пееше не се наоѓаат на овој албум. не се наоѓаат. Кај е Дојдете на логиката? Кај е концерт, ќе ги логиката? чуете. Сега ќе ти ја кажам логиката. Јас мојот настап и Добро. перформанс и го посветив на публиката, јас тоа и го реков. А не на мојата награда на албум. Јас го посветив на мојата публика и на уште еден човек. Човекот кој што ги направи моите антологиски хитови во кариерата. И тој не беше таа вечер тамо, а јас сметам дека тој човек заслужил најмалку 5 животни награди за се оној цел опус, не само мој, кога би сублимирале што се Ромео Грил има напишано и за колку пејачи има напишано, треба навистина да му дадеме, како да кажам, Ама можеби почесен... требаше го чуваш за твое животно дело или негово животно Не, дело? за него е тој настап и за мојата Не, публика. ама кога би ќе добие тогаш да ги изведеш ваква варијанта. Па за мене тој беше тамо. Како да ти кажам, секаде каде што се случува нешто од што е врзано со нашите песни, јас сакав таа вечер публиката да пее со мене. Сакав да ги подсетам на сите оние нешта убави моменти кои што ми ги подарила и го излеков толкму тој сегмент од мојот концерт кога ние сме на сцена, интимно и акустично изведуваме некои од моите хитови. И си реков, да, албум на годината, ама албум се и сликите од минатото, а тоа се моите стари песни, кои што најмногу направиле да бидам тоа што сум и да дојдам до еден таков нов албум кој што дише со едно ново време, нови патики, нови назнаки, нова јас. Јас звучам поинаку во тој албум и токму затоа се решив, не, овој настап ќе биде поврзан со сето она што ние до тој албум го имаме Се успеа сработено. да се извадиш или? Па да ти кажам, успевам. Јас ти кажав, сите прашања можеш да ми ги поставиш, а ми одговори, очекувај ги. Апсолутно. Слушај, морам да земам од кафенцево кое што ми го направите. Не успев да
пробав да барам и не успеав, сем сегменти има парченца од песни, да го најдам целиот концерт, ја не го гледав, оти бев на некој друг концерт работно. Да. Баш Сакам ми е да жал. Жал ми и мене, беше сопругат за тоа. Да, имаше представник. Ваму имаше гратис карта, а ваму си купи кај тебе. Така што еве, ако ти е Та многу повеќе ми значи, да некаква знаеш. сатисфакција. Многу Ама ми мене ми значи. значеше да заработам ваму, знаеш. Знам. Меѓутоа, не е тоа важно. Не, Важно професионалноста е нешто друго. е... Тоа е тоа. Важно е нешто друго, дека ја не успеав нигде да го најдам концертот цел објавен на Го YouTube нема. или не знам. Го Зашто? имаме снимено. Зашто? Тоа е моментално Да речеме на во- меморија концертот го има цел на YouTube или Добро, не знам. тоа е меморија. Меморија си одлучила така. Ние имаме друга политика, ние имаме друг начин на размислување. Ние сметаме Фали ли дека... нешто? Има некои дупки, нешто треба да се коригира, прави материјалот пусти е лепени сечени како се Не, материјалот е совршен. Пази, ние долго снимавме време помина, со мислам дека 13-14 камери е снимен целиот концерт, од кои што 2 се секогаш движечки на сцена. Добро, тоа се технички работи, верувам дека звукот дека е совршен, материјалот е совршен и видео и аудио, но Ама седи треба у да фиока, се седи работи. Не, треба да тој ќе биде во постпродукција и кога ќе се заврши со постпродукција, значи откако ќе се среди и звучно и ќе го аудио, емитувате на некоја телевизија негде нешто. се размислува се уште на кој начин ќе биде презентиран тој материјал или пак ќе биде во архива. Се до моментот додека не одлучиме што ќе правиме. Бункер го чуваш, Да, бункер. Ние имаме многу нешта во бункер, ама она што е најбитно е дека Мора да има нешто зашто не се пушта ако е па така. 2026 имаме нов концерт закажан Добро е. во Арена. Прво тоа, а второ што е многу битно е моментот дека знаеш, поинаква е магијата во живо кога гледаш концерт. Ја имам многу снимени концерти во минатото, ама ниту еден од нив не е пренал таа вистинска магија која што се случува во сала. Така е. И мораш да се сложиш со мене. Меморија имавте оние вистински големи концерти кои се стварно концерти, не дека и други, ама тоа се веќе Беше клубски на свети, меморија. така. Јас тоа го работев како бивши член и нивни пиар, морав тоа да го одработам. Браво. И сакав тоа да го сакаш, одработам. нормално. Меѓу другото, не морав, стварно Да. на вистина Не, сакав. прекрасно е тоа Погледна што- ли парче од негде по YouTube, имаш ли некоја констатација, свое мислење? Знаеш зашто? Затоа што беа мислењата кои ги слушнав после Бубамара дека Ранко Петрович морал да направи компромис, не знаејќи кој концерт би бил концерт на годината, па ја поделил наградата, усписал рок концерт. Дали концерт. тебе ти личи Ранко Петрович на човек кој што не знае што прави? Не, токму дека знае што прави. Никогаш не е во дилема, тој никогаш не е во дилема. Знае компромис да направи, знае. Види да ти кажам една работа. Не, има ли вистина во ова или е приказна? Во колку приказни кои што ги слушаме во, да кажам, уличните коментари, Не, јас и има ти гледачите вистина. сакаат да Една знаат. вистина е од мене, а друга вистина пак од тебе. Така е. Ама сметам дека Ранко многу добро знае што прави. Да не знаел што прави, не би траела таа Бубамара 28 години. Пази, во меѓувреме се случувале многу фестивали, многу манифестации. Едно од нив 12 величенствени исто беше голема Затоа трае, манифестација. оти за сите има награди. Не, па види, сега ти сакаш да ми ги девалвираш наградите. Не, тогаш прашав кјути. само, прашав. Кјути. Само прашам дали си погледнала парче од Види, концертот и што јас мислиш? прочитав многу коментари кои што стигна и кај нас и на другите социјални мрежи. И коментарите Ма на се народот коментарите се се- оние кои што мене најмногу ми значат. Тоа што Народ знае, Ранко вако прави, така, што социјалните Калиопи мрежи. мисли и што Антонио зборува, тоа е едно. Ама народот секогаш знае. Народот не можеш да го излажеш. Сите коментари беа заслужено и така, и така, и така. Повторно ќе речам, тие не се мои награди. Мене, вчера, например, влегуваме во Пежо на состанок. Јас сум заштитно лице Така. на Пежо и... Се гледа по возниот парк. Па, да, па скоро цела моја продукција, сите возат Пежо. И она што е најважно е
Па да предам од меморија кај Калиопи. Да си дојдеш. Апсолутно време ти е. Се шегувам. Немој Перо ќе не стави на црна листа. Не би го менувал од емотивни причини. Сега ќе ти кажам, па и така е, и дефинитивно. Не се Тоа е во твојата парите, младост, тоа е Не се твојата... во парите. Дефинитивно. Сакам да кажам дека вчера влегов тамо и луѓето како ме дочекува, сите велат, честитки за бувамарите, честитки за наградите. Викам, тоа се наши награди. И тие се дел од сето. Значи, ние Ништо без сме... спонзори, без мецени. Не само тоа се луѓето, пази, за мене спонзор. Не е спонзор доколку он инвестира во мојата уметност, а не ја разбира. Доколку тој е тука присутен само заради тоа, Ова се ради коси со маркетинг. влашката логика, не. Па јас имам доста косења со влашката логика, знаеш. Таму е малку обратно. Па имам ја вамо и други корени, не само Добро, влашки, добро. имам од мајкина страна, црногорски, од прадедо ми Максим Николаевич, уствари Никодиновиќи биле, ама Николаевиќи се прекрстени, а мојот еден дедо се сели со неговата фамилија во Неготин крајна во Србија, додека дедо ми Киро, на мајка ми, еве ти уште еден податок што го немам Добро. кажал не никаде, дедо ми Киро доаѓа во Македонија, каде што е учител и мислам дека 2 пати изведен во вод на стрелање за време на окупацијата. Првиот пат бил со Моша Пијаде заедно во затворска келија, Така. каде што требал да биде погубен, за кој што прадедо ми Максим платил грст злато за да го извлече од тоа затворска келија. Видиш? Да. Зашто е битно И да имаш... потоа доаѓа во едно село во Македонија, са мајка ми да беше тука ќе ми кажеше точно. Мислам дека во Локвица, ама не ми замерувај. Небитно, добро. И предавал таму ја запознава баба ми, која што била веќе верена, ама дедо ми бил многу шарамантен и згоден и ја освојува баба ми. Растура веридбата, ја зима. Растура веридбата, ја зима баба ми Даница и тука се раѓаат нивните 4 деца, 3 сина и мајка ми Марија, моите војковци Душко, Миле и Максим. Ова е како се семејна сага, ако сакате. Да. човек. И Е, само само- што замислиш какви јас во мојата крв течат различни дејанија. Ама тоа е дејание, веројатно... Генетиката е чудо. Веројатно тие гени, тие желбата која не би била пејачка да биде што? Учителка, така е. По прадедото или дедото. И како да е. мајка ми, и дедо ми, Киро, каков интелектуалец беше тој. Знаеш што најмногу И така сакав? почеа пееш мојата учителка. А знаеш што е најголемиот парадокс? Јас немав учителка, имав учител. Мојот учител Велјан и знаеш ли што е уште поголем парадокс? Кога ќе дојде 8 Зафркавали на училиште после. 8 март доаѓа, јас плачам дома, рикам, купете ми хула хопки за учителот. За да однесам за 8 март. Ама, мислам дека мојот учител Велјан е се уште жив и здрав во Кичево и сакам еве сега да му упатам еден поздрав и на Ако сите гледа мои социјални драги мрежи, кичевчани. Ќе му пренесат ако не. Да, ќе му пренесат сигурно. Добро. Ги споменавме концертите и споменав и во најавата. Една си од ретките која го поминува Табановце. Ти предстојат концерти еве многу брзо. Да. Првиот е за 8 март чинам во Да, Белград. во МТС дворана во Белград. Во Белград. Подоста е Ниш 15-ти, така Така, доаѓа. 15 март. И потоа доаѓа Загреб нега 4 април. така. Така. Значи и регионот е опфатен. Сакам да те прашам две работи. Прво, зошто на прстите од една рака, ама на крај ќе биде и на еден прст можеме да ги изброиме тие кои го минуваат Табановци? Имаш и објаснување од нашите И па еве ти звезди? контра, сега ти мене ме прашуваш нешто, а прегаска ме прашуваш за наградите. Дали јас некому сум ја затворила границата Табановци да ја преиде? Не зборам За тебе. Табановци границата да се преиде треба многу нешта. Не е тоа само од денес за утре. Ние ова што го работиме сега сме го печалили уште од 84 година. Значи кога сме почнале да работиме сме биле единствени ние и Владко Стефановски Лепи Сол во тоа време кои што биле активни во Југославија. После нас не знам затоа што 10 години нели јас не бев присутна тука, пропуштив еден голем
дел од музичката историја тука случувањата. Кога се вратив, почнав да ги учам нештата, значи луѓето кои што во меѓувреме почнале да работат, бев воодушевена од тоа дека живееше македонската музика на еден таков Јас малку ќе те начин. демантирам тука. Јас лично сум свирал со меморија Бор, Ниш, Зајачар, Белград, 3 концерти за една Каде? вечер. Кога? Зборам од тие 84-та, 5-та, 6-та. Не знам, евен, тоа не го знам. Црно на бело. Ако убаво, нека убаво, фала му на Бога. Јас тоа не го имало и знам. други, не биле свиреле и Конкорд, свиреле, значи, Имало. Лева Патика и така натаму. Не, ама Добро, сега. работата е во тоа кој свири и денес, кој опстанал од тогаш до денес. Се ние за тоа правиме Добро, муабет. некој И- опстанал и Семка То, Лјупи и други. Антонио, ама јас добро. сум првиот човек кој што набива за тоа да има многу повеќе македонски уметници и музичари. До нас е или е до отпорот, до јазикот ли е, до нашата неспособност, неможност, Не, незнаење тоа- или е до отпорот кај северниот сосед? Нема, отпорот на северниот сосед, доста се вадиме со отпорот на северниот Види, сосед. сум го доживел и бидејќи тоа. Ние појувањето имаме да отпори чини од толку сите и соседи, па не пак обстојуваме. согласувам Македонија е со тоа. мала држава. Македонија има 2 милиони жители и многу раселени македонци низ светот. Така е. Ама ние, знаеш како, кога ние сме во предност, бидејќи кога во џунглата се случуваат нереди, значи оние најмалите животинки се најпоштедени бидејќи не се видливи. Така е. Така да и ние обстојуваме на тој начин, иако знаеш дека и од секој можен аспект, од политички, социјален, културелен аспект, сме секогаш во дефицит. И тоа е така. Но, да се оди надвор, тоа не е нешто што се креира преку ноќ. Тоа не е нешто. Значи, мораш да имаш нешто да кажеш, мораш да имаш нешто да понудиш. Треба имаш историја, треба имаш да фидбек, има- треба, мислам, за себе треба да имаш... И како ти ме представи? Харизматичност. Значи, Реков дека не. муабетот е битен, битно е начинот на кој што им се обраќаш на луѓето, битно е каква Добро, музика никој им ни друг- пласираш. Не знам како да си објаснам и себе си, може би знаеш позна. Зошо, еве, ти ја менаџираш едновремено не Така. така? Така. За мене Ноне Неделковска е една од ретките девојчиња на од новата генерација, значи на пејачи, која што го имала тој X фактор, што ние го велиме. Се слагаш? Се согласувам. Немала раскошни гласовни можности, ама О, многу специфично, многу карактеристично Специфично. гласче кое што во тоа време навистина она имаше и хитови. Големи хитови. Јас кога ќе прелистам денеска, и јас велам дека тоа е испуштено дете од рака. А каде победи Ноне прв пат? На регионален надпревар. Така. Значи, зашто е потребно? Потребна е среќа, потребен е талент, но и соработници кои што ќе знаат да ја истерат. Од продуцент кој што ќе знае како да ја продуцира, како се е тоа една голема машинерија. Голема мозаика, И сега така. јас ако почнам да филозофирам што е све потребно, е неблагодарно, знаеш зашто? Сонце. Неблагодарно е заради тоа што мојата кариера е се уште активна. И сега некој од помладите, кога би ме слушал, ќе рече, да бе, да, лесно ти е тебе. Не, не е така. Јас немам право, додека е мојата кариера активна, да им солам памет на другите како треба или не треба. Еден ден, кога ќе се пензионирам, може би, дури ние со Роме размислувавме едно време, па зашто да се пензионираш? тешка работа е. Кариопи на сцена ќе заврши. Не, јас и Крај кога ради. нема да... Добро бе на 99. Не, На 101. знаеш како ние се шалиме на проби кога пробаме со бендот, викам дечки сега почнете полека да ги спремате децата ваши да почнат да свират за да можат да ве наследат. Затоа што јас мислам и понатаму да продолжам, ама друго ми беше муабетот, Тони. Ми беше муабетот во тоа дека кога зборувам што би било друго, кога не би била ова што денеска сум. Јас прво нешто што велам учителка. Добро. Исто фотографијата е моја пасија. Моето чувство за естетика во шоу бизнисот
многу радо би го пренела на други, оние од кои што јас сум учила, како што е Роме и многу други луѓе во мојот Некои живот. пејачки кои се исто добри вокали, да речеме, не знам, еве како Александра Радојч, имаат своји школи. Си размислувала за... Не додека сум со активна Во кариера. Македонија има, например, Дирана Јаневска, да речеме. не знам. Ако убаво е тоа, ама со човек со мојава кариера, каква што Има јас ја време за имам, себе, а не не за- можам да им се посветам на тие луѓе на тој начин како што јас знам дека треба да им се посветам. Сум го работела тоа во време на Швајцарија, додека живеев, имав своји студенти кои што... Тоа велам. Да, ама тоа беше поинакво време, имав време, работев во школа паралелно и приватни часови држав. Кога се не кајфановите, знам дека ти се посветени овие, ама Многу. некои се надвор попосветени од овие овде. Сега би замолил ако може погледнеме едно прилогче па да го искоментираме. Ајде да видиме. Ајде да видиме како тоа изгледа кога се луѓето... Името на Калиопи заврши со тетоважа на раката на обожавател или создавател на незиниот куфер на љубовта. Македонската музичка звезда Калиопи Букле, која важи за поп дива во целиот регион, секој момент го живее со полни гради љубов, возбуда и посветеност на незината музика. Секако, фановите се оние кои ја носат до најубавото и највозвишено чувство кое ја мотивира да продолжи подалеку и понатаму. Периодов, Калиопи и незиниот бенд се подготвуваат за неколку концерти надвор од Македонија, поточно во Белград и Ниш во Србија и во Загреб во Хрватска. Незиниот куфер на љубовта, како што е насловена и една од песните, редовно се полни, па и преполнува од внимание дадено од срце од незините обожаватели. Фановите на Калиопи се многубројни, а како и таа ним, така и тие радосно знаат да ја изненадат давајќи си едни на други обострана важност. Па така, еден од обожавателите на Калиопи ја покажа својата огромна симпатија и почит кон неа и незината музика со тоа што го истетовира на левата рака во боите на македонското знаме, црвено и жолто незиниот прекар Опи, онака како што блиските милуваат да ја наречат дивната музичка дива. Таа почестена и емотивно возвишена, овој момент го објави на социјалните мрежи, искажувајќи благодарност за чинот и тоа што момчето кое најмногу ја сака ќе го носи името Опи испишано на својата рака. Но дали само привремено или за секогаш остана дилема. Зашто момчето по име Богдан Аранџеловиќ, кој е од Ниш, е всушност оној кој е и креатор и се грижи за Инстаграм страницата на пејачката, наречена Калиопиниот куфер на љубовта. Сега прашањето ми е маркетиншки трик или човекот навистина го направил тоа? Не знам дали е вистинска тетоважа, знам за друго момче кое што ги испиша, например, стиховите од обоиме, Мислам, како дали сте го тетоважа. договарале ова? Една исправка, Богдан е еден од опинданци, они така се наракуваат, тоа е една група на луѓе кои што го слават Опиндан, тоест мојот родендан секоја година, а креатор и основач на Калиопин кофер љубави е Александра од Ниш, девојка која што има псевдоним Диригентица, инаку има завршено за диригент. На момчето му пишува така на од таму е преземено на... Така. Они ги објавуваат сите нив, он е еден од тие луѓе, а инаку морам да кажам дека Александра Диригентица е онаа која што... со научари плава девојка, прекрасна и многу креативна и страшно интелигентна. Тоа се луѓе кои што... Те чекаат у Ниш, видов јас. Да, во Ниш, во Белград ќе дојдат. Па и во Скопје дојдат. А Богдан е едно прекрасно и сладко момче кое што секогаш е на моите концерти без оглед на тоа каде патуваме. Ги има многу такви, многу луѓе кои што навистина, еве на пример од Лондон имаме девојка која што беше и во Охрид, беше и во Скопје на концертот и скоро од менаџментот ми јавија дека ќе дошла и во Белград. Значи тоа е една армија на фанови кои што ги има насекаде низ светот. За голема среќа 2012 Црно и бело ми донесе една тотално нова публика од оние
тогашни тинејџери кои што во регионот значи првпат слушна за Калиопи со благодарејќи на Црни и Бел до светската публика на секаде ни светот имаш фанс клубови кои што се и во Бразил, и во Чиле, и во Германија, и во Ирска, и во Русија. И тоа неверојатно многу ми значи. Евровизија ли е битниот X факторот за мултиплицирање на кариерата, ако веќе претходно имаш кариера? Или? Напротив, може да биде и контраефект, може да ти ја руинира. Убиец на Да кариера. те убие кариерата без оглед на тоа колку е тежок твојот куфер на искуство и приказни. Зошто прифаќаше да еднаш, два пати да... Па сега ќе ти кажам, прв пат кога му се јавив на Рома 2012, бидејќи кога македонска телевизија ме повика да ја представува Македонија, јас бев во Белград тогаш. Веќе се... Може да прашам? Ајде. Некоја 90 и некоја година... 96-та. Прв пат имаше обид, Само ама ти. тогаш имаше квалификации. Некакви. Квалификациите беа ужасни во тоа време. И тогаш не мина песната. Не мина не песната, не мина државата, бидејќи во тоа време држави се створија многу повеќе до тогаш. Распадот на Советскиот сојуз, па потоа... Добро, не на чисто што ќе прават се. Така и нормално, ние како повторно малечка земја. Како 13-то прасе. Така е, како 13-то прасе не отфрлија од таа игра, јас немав шанса воопшто да ја представам само ти на сцената евровизиска. Условно неуспешен обид, дуетот со Наум Петрески, отиде некој друг, па имаше дури и... Пред тоа не заборавај, така, огромен хит Evergreen кој што денеска луѓето си го пеат со Ромеа тогаш 97-ма 98 беше Скопски фестивал. Парадокс морам да ти кажам, не за уште еден парадокс. Ајде. Човекот кој го обвинува за местење дека ти не замина на Евровизија, а замина Next Time, кој тогаш ги менаџираше, го правеше твојот концерт во Скопје. Да. Замисли. Замисли, да. Ама тоа е тоа, животот носи разни работи. Види, ја не знам кој местел... Не можеме ние да зборуваме, не. Види, не можеме да зборуваме кој што местел и како местел. Next Time замина во тоа време и тоа е така, како што требало да биде, немам јас проблем. Иако ги чепка старите рани пред некое време Науми и браќа Вама. Не, тоа е тотално непотребно. Мислам, ние не смееме да влегуваме во приказни кои што ги креира некоја друга трета сила. Уметникот ништо лично. Ништо лично, затоа што уметникот е уметник. За мене Next Time се две талентирани момчиња уште тогаш кои што едноставно се бореа за своето место под небото. И нема тука што никој да филозофира. Тоа така било, така се случило. Кристијан од Прагма продукција, јас знам дека во тоа време им беше менаџер на Next Time и тука нема ништо лично, апсолутно, бидејќи мене ме интересира тоа што Кристијан денеска може да го направи за мојата музика. Така. И мојата публика. Ако он може да придонесе со нешто добро, а може, со неговиот брат Игор, заедно, навистина се покажа како големи професионалци и успеавме заеднички да направиме една приказна за која што луѓето зборуваат и ден денес и им значи. Тоа е битно. Зад кулисните игри и секогаш постоеле и ќе постојат. Но мислам дека моето 40 годишно искуство не ми дава ниту за право, нити ќе биде многу, да речам, дури вулгарно, а и невкусно да јас влезам во такви дискусии. Не. Мојата музика живее заради оние кои што и живее. Така, кога сме веќе кај приказните кулисни или зад кулисни. Зад кулисни. Каква е приказната на Калиопи? Приказната на Калиопи започна како љубовна со Ромео па музичка, или како музичка па љубовна? Музичка, пријателска, па љубовна. Како се најдовте? И пак пријателска па музичка. До крајот ќе дојдеме, туку за почетокот ме интересира.
Па, Како се најдовте? се најдовме Кај беше тинеџерка, млада? Да, колку млада беше? тинеџерка 16-17 беше години. некаков собир, некаква журка, нешто и тој дојде нешто со некои текстови, своји ги носеше. Ти веќе пееше негде, имаше? Не, јас бев на средно музичка школа и имав неколку два настапи на фестивали како пратечки вокал и пеев на Маја Джеклиевска, на Ники, Така. песната за Евровизија и Верица Ристевска Опатија и Кај те видел? Валентина. Таму те видел? Не, Мислам, не, он лик него. слушнал дека постои некој младо девојче Кој и така. пее, Ама јас не знаев кој е тој. И дури кога го видов текстот што го носеше со себе, твој ус неко крв, гледам долу подпис Ромео Грил и ја му викам, извини да те прашам, ова е твое име или псевдоним? уметничко ти е, Да. Викам, моje име? Ти си првиот Ромео во животот што го имам запознаено и тука почнавме сум разговор. Да, а ја не сум Јулија. И тука почнавме да зборуваме и завршивте тој, ко Ромео и Јулија? Да, завршивме. Не завршивте. дај Боже да завршиме ко Ромео и Јулија. Не, мислев за љубовната приказна, не за животна, она мислам. Па крајот. добро, љубовта е нешто што се трансформира и ние успеавме тоа да го трансформираме во едно Добро, големо и пријателство. ме интересира приказната, и? Така се запознавме и тој ме праша ти пееш, да, сакам да пеам и во еден момент Ајде да ме правиме група праша, сега. не вика, би сакала ли ти да бидеш звезда? У старт. И јас, да. И тој беше просто денеска ми каже, јас бев фасциниран од начинот како ти тоа го кажа со кој жар во очите, да. И за него беше јасно, но и голем процес на работа, бидејќи пази, јас во тоа време учев музичко школа, сосема друг начин на техника на пење. И са првиот шок мој, кога имавме прва проба и Ти пееш оперскиот тој вара естрадно. и вика, леле, ти немаш поима со пење. И тоа беше мојот прв шок. Викам, како? Сите ме се восхитуваат. Ама вика, јас не знам да пеам. И онда тогаш сватив во суштина. Почнав со пред се слушање на музичка литература која што ќе ме воведе во поп-рок фазони на начин интерпретација. Рома, многу работевме, на вистина. И сега кога ти ме прашуваш што е тоа потребно, многу труд е потребно, многу работа. Кој не Ние вика сме... и се трудат и други, па на труд остануваат се. Тоа е друго прашање. Тоа е друго, ама многу е сложена на работата. Нема да сложена. навлегуваме, ама затоа ќе навлезам у тоа кај се роди искрата, кај она свекичката, кај запали. Ние бевме Нели пријатели долго време пријатели. Рома беше за мене човекот од доверба и човекот мој најголем пријател со кој што можев да го зборувам сето она што не можев ниту дома да го кажам. И на моите пријатели едноставно тоа беше така. Кај пат на првиот бакнеш, кажи ми, ајде. Чекај, не ми текнува. Не, морам да ти го кажам. Како не ми текнува? Не ми текнува на првиот бакнеш, али ова нема никогаш да го заборавам. Нема никогаш да го заборавам. Тоа беше во времето, мислам, сега нека прости, кога може би тој бил пред мене влюбен во мене, а јас подоцна, ама има еден момент, се сеќавам, стално се испраќавме. Јас живеев во Карпаш 4, тој во Карпаш 3. И преку Партизан ти текнува каде што беше спортскиот центар, да. И од таму ни беше патеката и на една клупа се сеќавам, седнавме на една клупа и као вика, добро, вика, као ти мене може би ми даваш отпор, ама еден ден ќе седиме на оваа иста клупа и ти ќе носиш моја бурма. Рома е тоа. И јас реков... И ова прв пат го слушам. Прв пат, да. Ти, уствари, доби многу бонус карти денеска и многу нешта ги кажав тука за прв пат. А ти ме рече само 3. А јас кажав најмалку 5. Браво. И 4, а? Добро ми ги бројат од режија. И јас само, како да не. Како не бе, само ти надај се. И да, после година и пол дена ние седевме на истата таа клупа и имавме бурми на рака. Мора да те прекинам, те прашам. Кажи. Беше голема. Како те инспирирам, а? Се имаш под прашања ради тоа што јас ти давам материјал. Не, имам се подготвено, виж напишем. Беше голема, ама и забранета љубов, така ли?
Па, знаеш како, забраните љубов, мислам, моите го знаеа, Роме, уште од самиот старт и знае дека работиме заедно. Ама се шокира кога вида дека и друго правите. Ама проблемот беше во тоа што татко ми секогаш мислеше прво факултетот, после се останато. Не можеше да... Тоа е ли спекли само? Да, Или имаше да го... други некакви аспекти? Не, тоа беше аспектот затоа што пред се татко ми беше човек многу посветен на фамилијата, на семејството и конзервативен. Значи, како да ти кажам, јас денеска на негова сметка правам шега на моите концерти, кога надвор од Македонија одиме им кажувам дека тој не ме пушташе во диско да одам, да излезам со моите другарки. Катастрофа. Еден од основните причини зашто порано и се омажив. Сакав да живеам, сакав да си го живеам животот слободно. Избегав од дома, се вика. Така е, избегав јас, да, избегав од дома и Рове, имаше една обетка. Имаше една обетка тука, звездичка. Кога го видел, што, како И татко ми се прва проба ја правиме кај мене дома и јас на моите им кажувам, сега ќе дојдат Калиопи групава, дели, ќе пробаме тука. И им објаснувам и викам, и Ромео, бидејќи го знаев татко ми каков е, Ромео има обетка. Викам, не, звездичка. Не обетка, звездичка. Значи, но... Мила звезда. Рома беше многу шармантен. Од секогаш бил и страшно интелигентен човек. И дете од улицата, кој што знаеше, неговите другари беа постари од него 7-10 години. И јас исто влегов во... Дете учел финти од постарите, така беше тоа. Па, види, паметните луѓе учат секогаш и го земаат најдоброто од другите. За среќа голема и тоа го научив од него, дека човек треба да учи додека е жив и не треба да ти е почест ако некој се створи пред тебе со многу повеќе искуство и попаметен, помудар. Луѓето знаат многу да зборуваат, ама многу малку знаат да слушаат. И тоа е еден голем проблем, исто на денешницата. Само, види, ја не сум тука да зборувам за проблемите, сакам да зборувам за нешто убаво и позитивно, бидејќи... Океј, тоа е како социјалните мрежи, сите знаат да пишуваат, никој не чита. Па се брзо иде, знаеш, затоа што сите сакаат за 10 секунди се да и прочитаат, и чујат, и видат. Мислам дека е до прагот на трпение веќе, знаеш, нема трпение. Гледањето, кај да виде Копров и како дојде до тоа да Копров биде човекот меѓу Калиопи и некоја не беше Копров човекот меѓу Калиопи и Роме и Копров работеа пред јас да дојдам. Так. Роме и Копров беа во времето еден музички тандем. Роме работеше со него претходно, но тоа што Роме го виде во мене, други луѓе им требаше многу повеќе да го видат. Така што беше побрз од сите и го направи она вистинското за мене. Дури од Копров се вика. Нормално. Со сета почит и респект кон Копров за се она што ги има направено, но... Потоа никогаш повеќе не соработувавте со Копров? Не, после албумот Роđeni почнува една друга нова етапа. Да. Добро. Калиопи е име кое е погодно за, спомнавме пред малку, и мецените, и спонзорите, и маркетингот и така натаму, ама ги спомнуваме и трачевите и аферите, и сега сакам да погледнеме еден друг прилог за да видиме колку е погодно име за злоупотреби. Да, секогаш, апсолутно. Ајде да го видиме тоа. Калиопи заглавена во тунелот на лагите. Пеачката со месеци не можеше да крене глава од лажно морбидни објави на незиното име заради нечија пакост или туѓа комерцијала. При крајот на месец август минатата година на социјалните мрежи простори шокантна вест дека нашата поп дива Калиопи починала. Морбидна, но за среќа невистинита. Бизарна и лажна тревога која ја распамети многумина, најмногу на блиските на пеачката, фановите, а особено неа, па и самата остана запрепастена до кои граници може да оди нечовечноста.
Како причина за незината наводна смрт беа наведени мозочна циста и срцев удар, а беше објавена дури и монтирана фотографија од пејачката како лежи во болница. Тоа беше една од најлошите форми на измами со лажни вести и злоупотреба со ликот и делата на познати личности. Но за Калиопи измамата тука не застана, па таа набргу стана една од најчесто злоупотребените. Иако тај низиниот тим уште тогаш реагира кај соодветните институции и секторот за компјутерски криминал, на ваквите злоупотреби не им дојде крајот. Само 2-3 месеци подоцна, нови измислици се појавија во измислено и монтирано интервју за наводна болест на пејачката и лек за спас кој го препорачува таа, по која Калиопи повторно се обрати на своите профили на социјалните мрежи и до јавноста и до надлежните. Почитувани, би сакала да ве информираме дека на друштвените мрежи повторно се појави лажна вест каде што измислени профили споделуваат лажно и монтирано интервју со Калиопи, преку кое рекламираат своји производи. Случајот е пријавен до соодветните служби, одговорни за оваа проблематика, а истовремено би сакале да упатиме апел да не подпаднете под влијание на истите. Со почит, Калиопи менеджмент стоеше во реакцијата. Дали случаите добија своја разрешница и го видоа светлото на правдата во тунелот на лагата, ова е добар момент вестината да ни ја соопшти самата Калиопи. Многу ми се свиѓа оваа шпица. Многу. Оваа шпица ми е птенку. Има ли судска разрешница? Не знам каква разрешница. Нема. Види, мислам дека ова е една гранка со која што нашето МВР се уште не е толку... Сајбер криминалот им царуе демек? Па, види, затоа што е сепак една нова гранка, затоа што не сме навикнати, ние до сега ги користевме социјалните мрежи за друштвени некои комуникации, за рекла казала, да, ама дека до толку далеко некој може да оди, тоа е просто веќе ова е криминал. Шокираше ли кога го прочитав? Некој што од твоите како реагирал? Спиев, бев дојдена од пат од некаде. Мајка ми знаеше дека сум на пат, значи не успеав да се јавам вечерта дека сум пристигнала, бидејќи многу касно дојдов. И прво нешто кога го зедов, се будам, го земам телефонот, гледам одма дали некој ме барал од моиве, дали имам некакви обврски. И гледам пораки 1 милион. Дали си добро, да? Викам, што е ова? Отварам и прво нешто што ми падна на ум, мама. Сега, фала му на Бога, живееме многу блиску. Ама мама веќе користи телефон, Facebook, све и се уплаши. Викам да не дојде до неа, знае дека сум на пат. Не. И прво нешто што направив, само и саев, мама, добра си, да. Стигна си, не стигнав, слушај, има вака и вака и вака, немој да отвараш, немој да гледаш. Да, среќа не ја видела. Не тебе ќе го умрат човек, има луѓе возрастни, не се нормални. Ми го уништија моментот. Сега нема да биде сензација стварно кога ќе умрам, нема веќе никој да се потресе. И сега како јас пак лажна објава. Па да. Ова Калиопи маркетинг си и мислам стварно не е фер, нели? Па стварно не е фер. Затоа што ајде ова е црн хумор на своја сметка, така се вика тоа. Работата е во тоа што Добро, ги пријави, ама ги пријавив, да, ама... Најдоа некого тужеше, не тужеше, не знам како. Не, за да тужиш некого мора да биде најден. Прво мора да биде пронајден изворот од каде доаѓа сето тоа, за да можеш да тужиш. И тоа е една цела постапка која што секако постои оддел во МВР кој што се бави со тие работи. Не си единствена, многу, има многу и мислам дека може би ни треба стручна помош и од надвор во однос на оваа проблематика и не е лошо да се побара и мислам... Ако го најдат и фатат, како би реагирал? Добро бе. Добре, сега најде да ми униште славата.
Не, сериозно. Не, знаеш како, не знам како би постапила. Исто како што не знаев како ќе постапам со оние кои што ми ги труеа кучињата, нели, ако го фатеа. Тоа е исто. Ти не можеш да го делиш криминалот на помалку сложен и повеќе сложен, или потежок или Со полесен. кучињата мора да се од соседство. Криминал е некој. криминал, Од апсолутно. комшиите да се, овој не се од комши. И постоеше момент кога јас апсолутно трагав по тој кој е тој. И во еден момент реков, не сакам да знам. Што јас можам да направам во тој момент? Што може една мајка чие дете е убиено или се Настрадано случуваат се. настрадано, може да направи за да ја добие правдата? Која е таа правда? Еве сега имам исто случаи што ние мора да постои воведеме сатисфакција. систем на вредности и систем во правдата каде што нас ке не штити луѓето од лошо. Тоа е целата идеја. А јас што имам од тоа кога знам кој е тој? Ништо од тоа немам. Сакам да се вратам на спомна и овако, знам една изјава твоја дека велиш слабост ми се децата. И сега сакам да те навратам на периодот на твоите години минати во Швајцарија. Добро. И просто сакам да те прашам, не постоеше ли можност да останеш таму и зашто таа можност не ја искористи ако Постоеше постоела? како не, сега ќе бев... Зашто се врати генерално? Ако веќе се не. односите такви какви се со Ромео, а се функционираат и тоа повеќе Ние од добро. функциониравме совршено, ние се разведовме и влеговме во студио да снимаме албум. Сакам да Роме кажам. си има и ден денес свој студио тамо и работи апсолутно Зашто ти денонокно. не остана таму? Носталгија? Или нешто Јас трето? апсолутно прво ми не достигаше Македонија како моја Или законски првенствено- неможности некои... Не, имав јас можности да... Јас ке бев мајка, јас сум мајка на швајцарец со тапија. Втора работа да останев подолго, веќе ќе имав сигурно право да аплицирам за швајцарски пасош сега. Мене ми не достигаше музиката, ми не достигаше сцената, ми не достигаше публиката, едноставно си не достигав сама на себе си, Антонио. Но ваква форма. Точно таму можеш затоа исто што да пееш, да јас свириш, можам да бидам тамо и имав одлични Студиски услови за музичари, не, живот и бе. се. И не можам јас да се пожелам на системот кој што тамо го уживав 10 години. Работата е во тоа што јас не бев комплетна, не бев своја. Мене ми не достигаше сцената, ми не достигаше публиката и ме не достигаше чувството да се вратам назад и да направам нешто во својата земја. Она што тамо не можам да го живеам. Тоа е тука. Јас од тука појдов и тука се вратив. Докато појде и Ромео, па си остане. Ќе дојде и тој. полека и тој ќе дојде. Убедена Може би си? не во Македонија, ама сигурна сум дека... Гледам дека ти си убедена дека на крај пак ја завршите вие заедно. Не. Роме има една прекрасна шегата жена која што ми е голема пријателка, ние сме навистина едно големо убаво семејство и она што е Таа е прекрасно швајцарка или е од овие она краишта? Анкица е од Жупања, од Хрватска. Добро. Значи од Ама Балкан, веќе исто долго време во Швајцарија, но најважно е тоа што нашето дете има чувство дека има тројца родители и тоа е прекрасно. Како го доживеа тоа што е Ромео толку близок со тебе? Она Нема една љубомора? толку... Не, никако. Таја има едно... Па види, жена која што е реализирана и сигурна во себе, и Жена сигурна која во што може својот да биде човек. опасна против- И Не знам ја тоа. втора работа е многу важна кога ние знаеме кои сме, кога го чувствуваме длабоко во нас она што е наша цел. Тоа е една жена која што е апсолутно сигурна во себе и нема никаков проблем. Значи, ние работиме, се дружиме, постојат моменти кога таа доаѓа сама тука и ние се дружиме. Мислам дека Ромеа треба да е љубоморен на нас, затоа што нашето пријателство е стварно ништо посебно и големо. Добро. Сега спомена како нашето дете да има тројца родители и сакам да те прашам една работа која јас ја знам,
А може би ти ќе се запрашаш од каде ја знам, а ја Ајде. ќе ти кажам на старт дека ти си ми ја кажала на едно друго интервју пред многу години. Добро. По прашање песната Месечина. Да. Вели само си ти месечина под ова небо што ме покрива и така натаму. И всушност приказната е таква што кога вашиот син Пако беше, Пако Така е. бил малечок, ти си му рекол, сине ти си сонце мое, а тој рекол, па мамо, ако сум ја сонце, ти си моја месечина. Да. И така е настаната Така е. стиховите. Така Така ли? е, многу точно. И тоа Памтиш градираше дека и си ова ми го кажала? Да. Ми текна, а сега ова не знам дали ти го имам кажано. Тука не застануваше приказната на Не, Пако. имаше уште, ама добро. Пако окей. велеше, мама, види ја месечината. И јас трчам на балкон. А ја гледам си ме. Што мислиш, мама? Има ли таму луѓе? Па нема сине луѓе. Може би по некој космонаут од време на Лажат време. дека види. И накрая, а Кока-кола? така што, ама за него беше таа поим, дека е нешто многу далечно, а толку моќно, и за него беше таа поим за љубов. Така се роди месечина. И никаде нема вкажано, осем тебе, да кажеме во тоа време, и сеќавам дека луѓето сами некако си ја сватија мојата приказна, дека е тоа една моја интимна приказна за моето дете. Многу ми се дека е љубовна песната. Супер. Она е љубовна, само по Е, инаква љубов, нели? Така е. Ама генерално ми се дека се работи за машко и женско, Да. љубовен пар. А Така. всушност е љубов на мајка и дете. Мајка и дете, да. Ете, колку години, како, што работи дете? Ако има 33 години, Тој е маж, не е тој дете. маж, работи, не е во музичката Тоа сега те индустрија, прашам, ама дали има дали наследил гени исклучително. од родителите? Наследил, но не го интересира. Така? Он е исклучително музикален, свири клавир и се. Секогаш со татко му во студио, кога главните нешта он ги микса или работи на продукција, Пако е она ува која доаѓа, слуша. Он ти не дошол кажува, овде? Како не бил? Доаѓа? Како не бил? Често пати. Или вешто ги криеш фотографиите, нема друго. Или Ние му имаме ветено на Пако. Пако е едноставно не сака да биде дел од... веројатно албумите што се само за листање. Така, се дома. И тоа е нешто наше интимно. И тоа уште кога се разделивме со Рома, прво нешто што ставивме како прва точка меѓу нас човечки договор е да детето го тргнеме од сите наши јавни настапи, новини, Од она што е професија и Точно. публицитет. И го почитуваме, ја почитуваме неговата приватност. Тоа е она. Добро, чудна симбиоза ти со мажите. Многу. Професионално, па љубовно, па професионално и со Васил Зафирчев од прилика Ја така се ги што ја чувам. работите. Да. Ја мислам дека си единствена, не познавам друга таква. Или се уљубов, или се делат куќи по суд. Најголемите мои пријатели се моите двајца бивши сопрузи. Дефинитивно. И тоа е многу точно, покрај оние пријатели кои што... И прв комшија ги дури за Зафирчев стана. Да. Сега добро, не и во Велес, нели, он е повеќе повеќе во Велес. Ама кога е во Скопје Ама тука? во Скопје тука. Види, многу е, јас често пати кажав, најбитна работа е Како тоа интелигенцијата. пријателството ти функционира или продолжува да функционира, а љубовта прекинува да функционира? Се трансформира таа љубов од љубовна, страстна во пријателска, бидејќи сакам да го сочувам она заради кое што пред се сум го засакала тој човек, а тоа е човечноста. Не мора да живеат другите работи за да продолжи таа љубов. Од човек кон човек, затоа што сметам дека ако имало било што лошо во нив, не би ги сакала на и претходниот начин и на овој сега. Но вие другите ме страв сега да придат. Зависи. Зависи кој. Зависи кој. Ај, вака, има ли додворувачи, признај? Многу. Ама не е тоа нешто што е лошо. Тоа Не е дека е убаво. лошо, не Дај дека е Боже да лошо. има, затоа што ако Дај нема, Боже, значи ако нешто е е така. погрешно со мене. Така е, така е. Замисли да не ќе никој да ми приде или да ми каже Не, нешто овие што убаво. сака да се сликаат туку, овие што сакаат Не. повеќе од кафе да испијат. Ги има, ама
Јас пијам кафе со тие луѓе. Да ти кажам право, често бирам да пијам кафе со некој што е непознат, Не ти ама заиграло срцето вака за некој? знаеш како? Срцето мене ми заигрува често пати. Срцето ми заигрува Ама разумот дига ручно, а? на концерт, кога ќе ја видам публиката. Тоа е друга приказна. Срцето ми заигрува кога Зборуваме ќе за ги оваа видам моите интимната. пријатели. За оваа љубовната збориме. Интимната е интимна. Ништо лично. Толку Интимната е интимна. Само сега прашам дали заигрува. Заигрува Готово. тони, па инаку нема да можам да бидам ова што сум. И затоа што да бидеш уметник, да бидеш музичар, ти мораш да си константно влюбен. Како ќе пишуваш љубовни текстови ако не си... Апсолутно. Добре, ја го имам и Рома. Рома е затоа мастермајнд. Ама, види, најважно од се е човек да е во согласност и мир сам со себе. Јас тоа веќе го практикувам повеќе, отколку да се усогласувам со некои туги енергии или животи. Сватив дека во мојот живот ме праша зошто се вратив назад, се вратив со една висока цел да направам нешто, не само за себе, туку и за мојата земја, за мојот народ. И тоа не е ништо преувеличено, тоа е така. Исто како што заминав во Евровизија, на Евровизија ме праша зошто толку, затоа што јас тоа го сакав за Македонија. Затоа што знаев што можам да направам, знаев што можам да дадам. Истото прашање ме праша и Рома кога му се јавив за песна, бидејќи Што ќе ти е сега тоа? да, тоа. А што бараш ти на Евровизија? Тоа беше неговото прашање. Па Добро, викам, исто размислуваме, тоа мислам. што ќе ти е тебе Евровизија? Ова се зборовите на Роме. Па добро, мене не ми треба Евровизија, ме и требам ја на Македонија на Евровизија. Тоа беше мојот одговор и да не го дадев тој одговор, сигурно немаше ни да прифати да работиме, затоа што со тој одговор само му потврдив дека има длабока причина за тоа. Гледаш на сат, значи времето не истече. Не? Како и да е, не истече одамна, не одамна, пред 15 на минути, ама како и да е мораме да привршуваме. За крај, сакам едно финално прашање. Повели. До кога вака? До кога вака? Вака, додека срцето сака. Во Рима. Mi се допаѓа римата. Не спомена пензија пред малку, па да ме уплаши затоа. Не, види, сигурно нема да си дозволам на себе да им ја руинирам на луѓето сликата за она што... Оној момент кога ќе почувствувам дека не сум за на сцена веќе, дека нешто ме спречува во тоа да бидам комплетно јас, ќе се повлечам. До оној момент, додека чувствувам дека го имам оне жар и она младост од почетокот и она љубов од почетокот и гласот да ме држи, да можам да комплетна да бидам. Се додека можам да бидам комплетна, онака како што јас пред се сакам, до тогаш ќе бидам на сцена. Кога ќе почувствувам дека тоа не е така во сите сфери на она што го бара сцената од мене, тогаш е време за одмор. Нека биде така, ама пред да ти кажам, сега ме повлече за уште едно нешто да иако измина времето, ќе направам овој компромис со себе, ќе побарам да погледнеме уште еден прилог, а после ќе те прашам нешто. Ајде. Калиопи ретко ја споделува приватноста во јавноста, но лани, по повод денот на мајката, ја отвори архивата од спомени наречена Љубов без граници. Иако 8 март покрај тоа што важи за празник на жената, многумина, особено децата, го нарекуваат и чествуваат и како ден на мајката, сепак мајките имаат свој друг посебен ден. Некои знаат, некои можеби не, но 12 мај е всушност светскиот ден на мајките. Тој ден социјалните мрежи, како по некое непишано правило, се преплавени од фотографии и видеа од мајки со своите деца. Возраста е сосема ирелевантна, малечки или големи, сосема неважно. Временската рамка сосема небитна, прво и единствено на неа пиедесталот на мајчинската љубов, она највозвишената која не познава граници.
Нашата поп-дива Калиопи, иако ретко ја споделува приватноста во јавноста, срекна што ја има присутна до себе мајка си лани на овој ден, ја отвори својата архива на спомени, па дури ги покаже и оние невидени фотографии кои ги чува само за приватно разгледување и интимно покажување. Насмевката беше сосема доволна за да ги украси и онака преубавите фотографии кои веруваме дека за нив вредат цело богатство. А кај Калиопи ништо не оди без музика и полн куфер љубов, кој, здравје Боже, специјално тој ден ќе има причина да го отвори за господја мама и годинава. Погледнав да видам дали потекла солза, ама тешка си на плачење очигледно. Иако ја забележав она што велам, дали ќе заигра срцето, заигра и овој пат. Порано ме прогласија за главна плачка, нели, од емоции. Така да почнав во меѓувреме да си ги контролирам исто емоциите, посебно кога е мама во прашање. 12 мај научив, дури во Швајцарија кога отидов и кога станав мајка, нели, 91 година, кога се роди Пако, дека постои денот, 12 мај. И најдобро тогаш разбрав што значи мајчинство, најмногу пред се, повеќе почнав да си ја ценам и мајка ми. Мама е една исклучително посебна личност, со едно богато животно минато, како педагог, учителка, таа секогаш вели јас сум учителка. Многу генерации поминале низ нејзини раце. И она што е најинтересно, кога сакам да предизвикам наплив на емоции или да се качи рейтингот на социјалните мрежи, објавувам слика од мама и видео од мама, затоа што мама ги руши сите рекорди. Марија, мајка ми, е богатство од дух, од жена која што... Марија Богородица. Да, мајка Марија. Едноставно моја главна инспирација за тоа колку човек треба да издржи, да се биде силен. И дефинитивно таа љубов кон децата ја имам пред се наследено од неја. Срекна сум што кога патувам некаде и поимот за доаѓање назад дома е незината преградка. И срекна сум што се уште имам, тато го изгубив пред 2 години, исто ми беше голем столб. И знаеш како, може би понекогаш и себично и љубоморно го чувам тој дел од себе, бидејќи кога таа ќе замине веројатно и детето од мене. Велат кога го губиш едниот родител, заминува еден дел од детето од тебе. Кога ги губиш двајцата, веќе не можеш да бидеш дете. Тоа најдобро го знам и за крај, сосема за крај, не случајно го пуштив, ова сакам да те прашам, те плаши ли староста и дека еден ден ќе останеш сама? Не, затоа што знам дека нема да останам никогаш сама. Не во буквално смисло на зборот, секогаш ќе го имаш и детето и некој таму, ама физички можеби во тие години. Тогаш ќе го имам Господ со себе. Ти благодарам што беше гостин во Ништо Фала лично. ти. Ми беше задоволство. Драги мои, се надевам и вас дека ви беше задоволство и бевте, што се вели, опчинети од она што можевте да го слушнете и видите во ова издание на Ништо лично. Впрочем, на ниту едно друго место нема да слушнете и наидете на ништо слично. Денес ова Калиопи и вашиот домаќин, мојата маленкост, Антонио Димитриевски. Се гледаме за 7 дена. Чао!